И денес зборуваме за суништата кои почнуваат од Струмица, а водат кон светската фудбалска сцена. На моје огромно задоволство, денес гости ми се, ќе почнем од помладиот, Габриел Талески, фудбалер во Брера. Габриел, добре дојде. Добро ве најдов. И главен тренер на прв тим во Брера, Мартин Алагјозски. Добре дојде. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Мило ми е што се одзвавте на поканата, да ме бидете гости во мојот подкаст и да разговараме малку околу фудбалот во Струмица, не и во Струмица, нели, генерално во Македонија. Кажи ми, Габриел, доаѓаш од утакмица сега? Да, играме надпревар, првенствен надпревар против екипата на Шкендија. Заврши 6-0 во наша корист. Право, што направивте на терен, 6 гола. И... Заслужен си за некој гол, ти даде гол денес? Не. Немав ни асистенција, ни гол. Ги чува за утре. Да. За утре имате повторно, така? Да, со прва екипа одиме во Кадарци. Тренере, напорно е? Секој ден таква утакмица? Напорно, за нас не е веќе вообичаено. Се влегуваме во ритам и си е вообичаено за нас. Делува од страна да како да е напорно, но ние сме навикнати. Тренинг, утакмица и немам проблем со тоа. Така. Па да, ве гледам, свежи сте, добро е. Како запослен надпревар, добри сте. Кажи ми, Габриел, тебе те чекаат и квалификации за Европско првенство? Да. U19? Да. Тоа беше една од причините, нели, да го закажеме овој подкаст и да поразговараме на таа тема. Мислам дека е предизвик за вас. По реално, јас реално сум возбуден и мотивиран за тоа што не чека во Холандија. Реално играме против големи репрезентации. Се надевам дека ќе го покажеме тоа што е најдобро, да се покажеме во најдобро светло. Ми ги спомена со кој секи играте? Играме со Фарски острови, Холандија и Молдавија. Кој ви се така најголем предизвик, ајде да кажам? Имате страф од некоја? Не, секогаш ние играме, сакаме, значи целиме кон најдоброто. Сакаме да играме фудбал. Нема тука некој ептен што... Очекувате победа со кој? Да знаеме, подкастот ќе се емитува после квалификациите, да видиме дали ви се точни прогнозите, дали ќе бидат точни, Габи? Па ние очекуваме победа со сите. Значи, како што кажав, играме фудбал, нема плашење, и тоа не е целта. Па верувам дека... Ајде, може би тренерот ќе ни даде поточна прогноза. Сепак, нели, не си тренер на U19, но си тренер во Брера и добро го познаваш Габриел. Да, тренерот со нас, со прва екипа, сега сум моментално тренер на прва екипа и исто така со Габриел има уште 4-5 деца од кај нас кај што се земени во оваа репрезентација, доста квалитетна репрезентација, исто предводени од наш колега што е во стручен штаб и верувам во добри резултати. Дечките знаат да изиграат, мотивирани се, добро се тренирани, интелигентни се, паметни играчи се и мислам дека ќе дојде до полни резултати и искрено им посакувам среќа и на селекторот и на дечките да направат добри резултати. Знаеме што значи репрезентација, знаеме колку мотив има и треба сите заедно и ние како тренери и јас како во друга репрезентација да бидеме заедно сплотени, да дадеме поддршка и да направат поголем резултат. Да се гордееме сите со нив и со селекторите, со цела држава. Така. Тоа е сепак успех и за клубот Брера, нели? Не е малку да се има 4 или 5? Кажавте сега сме 5 во репрезентацијата, да. Значи ли тоа дека Брера оди во нагорна линија, создава квалитетни играчи? Тренерот се труди, дисциплина има, игра има? Може да кажем и да се пофалиме дека искрено како клуб во секоја репрезентација има веќе по 4-5 играчи и тоа е сигурно макотрпна работа на колегите, на тренерите и голема благодарност и до директори и што не овозможуваат услови за работа. Да, секој пат може да има подобри услови, нели ние сме Македонија, апсолутно може да има плюс терен, да има плюс услови да има, но со условите што ги имаме, што макотрпната работа на тренерите и добрите дечки што се во тимовите доаѓаат до овие повици, до овие репрезентативни настапи и до тие селекции кои се прават. Во ова
2008 ние, нели така велиме генерација што е, со Габриел се уште и Танчев и Така. Семенов и Гомот, Трајков, Александар, Бојан Велков, кај се исклучително добри играчи. Така. И има идеја за овие деца, знам оти ќе изигра таму перфектно и мислам дека ќе бидат топ. Веруваме во нив. Да, Поддршката ја имаат поддршката исто така и за мојот колега Стојчев што е со оваа селекција и него му посакувам успех да има. И тоа е, а ние како клуб треба само да работиме, за благодариме што даваат шанса на децата на такви надпревари на нас како тренери, но возможуваат да бидеме во овој клуб. Така, да. Да им се даде шанса да ги искажеме нашите квалитети што ги имаме. Да. Мартин, ти си асистент на сега тренер на U20. Да, бев на U17. Поправете ме ако грешам. Не, бев прво на U17, сега сум со U20 селекција од последниот собер. Така. Со Таневски, квалитетни и со таму со веќе сериозни играчи, со професионални договори, со кои што играат и надвор од Македонија, сериозна репрезентација, каде што кажно фудбалски ги брусаме играчите за U21 и А селекција кај што треба. Има ли разлика во овие тренажните процеси кои се одвиваат таму и овде кога си со Брера? Па видете, таму во репрезентација нема многу време за тренинг период, бидејќи се собираш за 1-2 дена и одма иде надпревар, дали е пријателски, дали е квалификации, немаш многу време, имаш 1-2-3 дена макс. Тоа да се сплоти тимот само некои финеси да дотераш за надпреварот. А во клубот, например, сме цело време заедно, имаме приправен период, такмичарски период, кај што сме цело време заедно, имаме контрола врз нив и тоа е разликата. Таму мора брзо да се приспособиш, брзо да им головиш на играчите, да реагираш, што очекуваш од нив утре на превод, што анализи, свето тоа се во еден ден, 2 дена, брзо е многу, напорно е, но искрено има квалитетни играчи во Македонија кои што го разбираат ова и колку толку имаме полни резултати. Треба да сме горди. И затоа строгоста и пискањето овде во Брера, така? Кога се враќаме на домашен терен, кога ќе се врати тренерот. Како тренер ќе каже после Габриел од играчки аспект, нели? За мене дисциплината треба да биде на највисоко ниво, пред се бидејќи ние сме клуб, професионален клуб во прва лига и мора така да се однесуваме сите. Сепак дали е македонска лига или повисока лига, ние сме јавни личности, дека секој наш чекор надвор од фудбалот или во теренот се гледа, нели? И професионализмот е важен. Да, професионализмот е важен, но тоа се зависи од самите услови што ги има не како клуб или во државата што ги има. Јас знам дека и во нашиот тим има многу професионалци, нели? Гледам дека сака да одат пред време, ролање, стегање, нели, спремање за тренинг, витамини и се, но некој пати самите услови, нели, не дозволуваат, нели, да идат ли порано или да, например, да останат покасно после тренинг, да направат кој шутерски дефанзивен тренинг или голман да остане. Сето тоа самите услови ги нуди за да бидат по-професионални играчи. Ќе го дискутираме тоа повторно, ќе се вратиме на тој момент за условите кои ги имаат нашите фудбалери. Знам дека имаме квалитет, како што кажа, но условите колку возможуваат. Ме интересира, Габи, еве да направиме иста таква споредба. Тренинзите сега во репрезентација, нели, ќе одите на ден-два и овде. Кои ти се потешки, ајде да кажеме, како што помачно, каде е? Тренерот, значи 2 дена ние се собираме пред надпреварите, колку што може ние тренираме да доведеме и тактички дел и сето друго што треба и прекини едно друго. Ама сепак и со клубот, значи тренираме секој ден, заедно сме, се гледаме, друго е да тренираш секој ден, друго е да тренираш 2 дена пред надпреварот. Па како се чувствувате таму во репрезентација? Сплотени сте еден со друг? Па реално во нашата репрезентација зборувам, има многу хемија. Значи и на секој надпревар се бодриме и тој што е земен и тој што не е земен, дали бил повреден или на клупа, значи има многу хемија. Многу ме интересира какво е чувството кој играш за националниот дрес. Излегуваш на тера? Поред мене, тоа е најсветото нешто што може да го има еден фудбалер, што може да игра за националниот дрес. Значи, тоа е да играш за својата држава, пред се не само за себе, туку и за целата држава играш ти. И тоа е гордост да го носи. Има ли посебен притисок кога Габриел игра за репрезентација, за разлика овде сега од Брера?
Притисок. Нема никогаш притисок, тоа е само дополнителна мотивација што може да напредуваш. И возбуда, предпоставувам, нели? Да, ама тоа е возбуда. Позитивна возбуда. Првите 5 минути, потоа излегуваш на терен и се заборава. Не гледаш ни телевизија, публика ништо не гледаш. Да. Ви има влијание публиката на терен? Реално... Ви кажа, не ја гледате, не ја слушате, ама предпоставувам дека овации кога има ви доаѓа некако убаво, знае да ве мотивира уште повеќе или не? Па знае да не мотивира. Например, и противничките навивачи, пример, ако ни викаат, ние имаме дополнителна мотивација да дадеме максимумот на терен. Они кога навиваат против, значи вас да мотивира. Да. Види, тоа не го знаев. Каде е подобро да се игра? Гостински терен или домашен? Според мене домашен. Домашен. Познавате терен? Да. Навивачи имате тука повеќе? Да. Како е во Струмица? Имаме ли интерес за фудбал, тренере? Ајде и тебе да те прашам. Па видите. Зборувавме пред да почне подкастот, нели? Имаме навивачи, расте интересот за фудбал, но дали е тоа задоволително ниво? Па Струмица како нели се знае како фудбалски град, знаеме дека сака фудбал, знаеме дека сака спорт, знае да дојде сабота, недела, нели прво што правевме, гледавме фудбал, нели сите, но сега според термините нели што не ги дават надпреварите преку телевизија, некој пат се случува да играме понеделник и вторник, но општо за публика, ако моје мислење како тренер, ние ако сакаме да ни дојде публика, да има повеќе публика, да полниме стадион, мора да покажеме и ние квалитет. Значи, публика се сака да гледа добар фудбал во Струмица, ние како тренери, како играчи мора да се трудиме да го возможи ова, колку што можеме повеќе, нели, но мислам дека сме на едно задоволително ниво, знаеме нека да очекувам позитивен коментар, нека негативен, нели, што викаме, нели, публика, секој си има своје мислење, и знаете дека фудбалот е најкоментиран, нели, професија, ние сите знаат за фудбал, сите знаат за спорт, нели? Од трибини лесно е, сите знаат. Нели, лесно е горе, не знаат што се случува цела недела, како Гавриел тренирал, како некој друг, како е тренирал, дали сме имали некој проблем, дали има проблем со нога, со рака, дали е бил во тражен процес, значи никој ништо не знае кај тренираме, што тренираме, ќе дојде, нели, бара од нас, нели, да даме најдоброто. Ако има мали пречки, нели, ние се трудиме, но искрено за мене самата инфраструктура го доведува сето тоа и за квалитетен фудбал, и за публика, и за се. Так. Види, Мартин, не е нешто ново кога зборуваме дека инфраструктурно не сме добри, не само за фудбал, за секој вид спорт. Посебно во Струмица. Не фалат терени за спорт, не фалат сали. Јас претпоставам и во фудбалот, нели, го има тој проблем. Како се справувате? Постојано ги зборуваме условите се, нели, може и подобро, едноставно не се добри сега, да бидеме реални. Како ние од тие квалитетни деца можеме да го извадиме максимумот? Еве, во тие услови. Генерален проблем, нели, на цела држава, нели? Не е пример само во Струмица, во Скопје, Битола, нели, знаеме дека во Македонија, во цела Македонија може да кажем дека има перфектно млади деца кои што знаат да играат фудбал, сака да напредат, но ова инфраструктура е проблемот голем. Бидејќи, јас моје мислење како тренер, нели, веќе деца што се 17-18 години, вештачки терен треба да го тргнеме, да има терени кои што се природни и има услови за тренинг. Еве сега ќе спомнам, нели, во Струмица, добро е што постои брера, што пак може некаде да ги даваме нашите, нели, нашите квалитети да ги доведеме подобри, и добро е што сме овде, но мора да имаме уште плюс терен. Зошто? Бидејќи на еден терен ние тренираме, нели, повеќе генерации и повеќе екипи. Таму сме сите. Белачица, Тиверија, жени, Тиверија, возрастни, ние како школа и имаме си своји термини. Так. И сега, пример, еве ќе земам, јас бев лани во овие млади категории. Например, имаме сат и 15 минути термин, нели, и сега дечките се на школа, на училиште, и знаеме кај Никола Карев, и сега он завршува 1:20 и он треба да брза да стигне до 15:2 на тренинг. И сега јас некој пат сум се одел стварно дома, велам, чекај бе Мартин, кај изгреши тренингот, зошто децата не даваат максимум. Нема гледам, нема свежина, енергија, викам, и негде секој пат навим кај мене, викам, кривица, викам, кај сум, што сум. Ама кога ќе ставиш дека стане од 7:30, иде на школа, седи во клупа, трча на тренинг и после се огледав разликата, бидејќи, нели, они се менеа на 2 недели, училиште го менат, ќе дојдат се вали во 10, исти тренинг, други. Они други.
Зборот ми е, значи, ако имаме ние, например, моја мисија, ако сакаме да извлечеме позитивни и играчи што повисок левел, нели, што зборуваме, мора да имаме и сериозни услови. Да. Кога сме кај условите, еве би кажала, претходно имав гостин, дечкото игра кошарка, меѓутоа пак е спортист и ми спомна еден податок, мери професионални спортисти, јас и не знам, нели, дали воопште тој поим може да го користиме ние овде во спортот. Професионален спортист, јас претпоставам би требало да значи и квалитетна исхрана, да има и посебен начин на живот. Како е од терен, така и надвор на терен. Го имаме ли ние овде тоа? И пак е ова ќе кажем, пак е условите. Јас мислам дека има деца и има играчи што го сакаат тоа, но самите услови не го дозволуваат тоа. Бидејќи сега ние гледаме, нели, например, ајде да земеме Аекс школа, Реал школа, нели, гледаме ги, нели, топ лигите, нели. Но кога ќе видиме дека таму има, нели, интернат, по интернатот има кај што се грижат за децата. Се од мали се таму. Од мали се таму. Се грижат и за училиште, и за исхрана, и за се. Кога ќе излезат на терен, има 5 тренери со нив, со една генерација, нели. И веќе од старт веќе они напредуваат. Да. Не оти кај нас, нели, нема деца или тренери, има и кај нас квалитетни деца, квалитетни тренери кои што може да го работат и се работи што е таму, но условите, тоа не е крив нели ни некој клуб, ни друг клуб, това е, нели, генерално државно ниво што мора ние да го подобриме, доколку сакаме да имаме како што има во соседна Србија, нели, трансфери од еден клуб во еден клуб, 2 милиона евра, 3 милиона евра. Тоа за жал во Македонија се уште го нема. Сега кај нас, например, ќе каже некој, нели, да, кај нас 200.000, 100.000, нели, трансфер, да, ама, например, кога ќе видиш и условите кои се нудат таму и овде е многу разлика. Навистина ми е жал кога ги слушам тие информации и податоци. Не дека не ги знаеме, нели, ама кога вие ќе дојдете и од вашата сфера тоа директно го кажувате, навистина е жално дека вакви талентирани деца не можат да го дадат својот максимум, јас би рекла, нели, на терен, но сепак имаме успех и јас сум горда, верувам и целата јавност е горда на сите тие успеси кои ги остваруваме. Еве сега за Габриел зборуваме. Ми кажа трансфери. Имаат Габриел неодамна потпиша професионален договор со Брера и уште колку? Уште два фудбалери. Како функционира тоа? Има тие менаџери, има менаџерски тимови кои стојат зад нив, па ги туркаат децата да излезат надвор од Македонија, да ги продадат, нели, или да направат квалитетен трансфер? Па тоа е индивидуално нивна работа и ние како тренери, нели, сигурно некој се потпишал со менаџерки агенции си има, но ова се нивните индивидуални како сакат, нели. Колку е добро за еден фудбалер да го има тоа? Па мислам дека е коректно, бидејќи он самиот не му главата не му лета по овој да се јави овој. Има си менаџер, сме гони работи што треба да напредува и тоа мисли само на фудбал. Има некој зад тебе. Зборот ми е дали го има тоа веќе развиено во Македонија, дали голем дел од фудбалерите ги има такви менаџерски тимови позади нив кои се грижат. Има доволно, јас бидејќи сега сум во прва екипа, нели, стапуваме во контакт со менаџери, дали каков играч има, што игра, полесно е, нели, но пак ќе кажам, значи за да се случуваат такви трансфери, треба да имаме инфраструктура кај што мора да биде подобро, да дојде нивниот квалитет уште подобар и тие знаат да играат побрзо фудбал, знаат побрзо да размислуваат, но самите терени, самото општество не е многу често знаеме да кажеме кога гледаме, нели, Лига на шампиони, ајде јас како женско тоа го знам, друго и не. Некако сите кажувам, еве, тоа е фудбал, нели? Нашите терени одма делат, не е исто, гледаме како се игра на наш терен, гледаме како се игра Лига на шампиони. Со таа намера аз ги правам моите подкасти, да ги слушнат тие што треба, да се заложат да направат нешто повеќе за нашите млади деца, аз би кажала. Сепак и за вас тренерите е важно, но меѓутоа за овие млади талентирани деца да се направи нешто. Габриел, од колку години си во Струмица? Во Струмица сум од 14 години. 14 годишна возраст. Како стаса во Струмица од Прилеп? Што се случи? Како стасав? Па јас во Прилеп бев прва во школа и фактички од таму дојдов тука. Бевме на турнир, имаше Грција исто турнир, од таму ме видоа и ми се јави тренерот
Тогаш беше Васко Ѓорѓиев. Тогаш прв пат контактирав со него и така да во Струмица. Но Брера имат организирано како академија, ако не се лажам. Како од 14 години стигна овде во Струмица? Па, Во видите, тем? да, ние имаме координатор кај што нели се грижи за околу цела Македонија, дали има квалитетни деца, да може да ги земеме под нас, да тренажен процес добар. И така и дојде и Габриел. Овде има спортска паралелка што е од државно училиште, нели Никола Карев, Так. се запишуваат на училиште и они се придружуваат со нас да тренираат да И работат. како се чувствуваше да се оддели од семејството Гави? Сепак е млад, мислам, 14 години. Да. Не е лесно, ама уште од првиот ден јас кога дојдов во Струмица, целта ми беше јасна, значи фокусот беше на фудбалот. И се уште е така. Се надевам и понатаму. Ти си прилично млад, но ајде ќе те прашам, кога прв пат се средна со фудбалската топка и од кога се роди љубовта за Јас фудбал? Тренирам од 4 годишна возраст. Ама бредете. Од 4 годишна возраст. Проводе и на фудбал. Да. Како сега, Точно така. како Баш сега. така, да. Како што викаме, градинка веќе бидеме, градинка. Да. И, Тренера, и тоа ќе те прашам. Многу мали нешто ме има на фудбалските терени. и уште од почетокот знаев дека мојот сон е топката и дека сакам да продолжам да играм фудбал и како што е и сега. Сега, Мартин како тренер, што е битно за да се изгради еден млад талент? Дали само талентот е пресуден или често знаеме да кажеме нели работа, дисциплина, труд? За мене работа, дисциплина, труд, ангажираност, цел, да имаш цел што сакаш, како сакаш, исто и за тренер и за играч, ние сме исто слична бранша сме, исто напредува и играч и тренер, знаеш, кога играчот расте и тренерот, нормално, ако има добри резултати, добри работа, растеме и ние како тренери, нели? И мислам дека за млад играч треба да има дисциплина, работа многу и професионално да биде на високо ниво. Откажување од многу работа. Знаеме, да, сега нели помладите сакат да излезат, сакат да бидат во центрот, сакат центрот на внимание, Так. кај што има збиднување, случувања, пример, ева знаете во Струмица има Open Fest, карнавали, сакат да излагаат, така има надпревар, не може да излезе, значи он треба самиот да ги преброди тие работи, да каже и денеска било што да има, ние утре имаме утакмица или тренинг со Бали и нема да биде. Имаш тешки моменти, Габриел, кога си во карантин, така не смееш да излегуваш, па те фаќа криза, па се предомислаш дали е тоа вистинскиот избор што го имам направено да играм фудбал? Не, значи јас, како што кажав, уште од почетокот ми беше сон фудбалот, топката и секогаш ми беше фокусот фактички да има некои такви манифестации, забави. Ти си седиш дома, цврсто. Фудбалот е приоритет. А приватен живот, Гави, има? Па има, да. Се наоѓа време и за тоа? Да. Знаеме дека спортистите се така интересни за не само за струмичките девојки, генерално за девојките. И како се справува Гави со симпатизерки, па доаѓаат на терен, па навиваат за тебе? Па како? Се надевам не бегаш од нив, нели? Не комуницирате, ти пишуваат на социјални мрежи, како? Се уште тоа не се случило да ми пишуваат. Можеш да ме заседат Може, после подкастот може. Да, но и вечер проблеми. Проблеми, со девојката проблеми. Да. Ајде да не разговараме за тоа многу, девојката да не направи проблеми, да не се налути. Не. Поздрав до девојката. Да се вратиме на фудбалот. Да се вратиме на фудбалот. Кој ти е најсилен момент или најинтересен момент кој го имаш доживеено? Ајде за фудбал. Нему е комотно таму не му е комотно. Го осетив дека влегол во криза, затоа да го извадим од криза, да го извадиме. Па најсилен така момент ми беше кога го дадов првиот гол за репрезентација на првата утакмица. Така? На првата официјална утакмица. И така од други утакмици, дерби, тука кога играм не на домашен терен против екипата на Вардар, тогаш го дадов голот. Тоа беше одлучувачки момент фактички за кој да биде шампиони. Ти играш на позиција?
Везен, поточно централен играч. Никогаш не ги разбрав позициите за фудбалери. Може би не треба, добро, ќе ме објасните. Да, играм. И што е клучно за ваков играч? Клучно е позиционирањето на тело, прегледноста на игра, смиреноста со топката, тие се најважни работи. Ќе го прашам и тренерот, но еве тебе, што би избрал? Брзина, сила или издржливост? Според мене издржливоста, значи ако си издржлив на теренот да можеш да го издржиш нивото на игра, тие цели 90 минути, мислам дека тоа е најбитно, да. Тренере, како вие гледате? Издржливост мора да има за да може да и подобри на другите работи. Најбитно е тоа. Не се е битно во фудбалот. Повеќе е битно главата, јас секој пат велам, нозите се алатка, но мора да, ако некој вика нели фудбалери трчат 10 на 10 по топка, немам што, ова нема не сакав тоа да го не е кажам, дефиниција за мене, бидејќи за да играш фудбал, значи да носиш одлуки по пулс може да дојде до 200, да носиш брзи одлуки не може да прави нели некој што не е интелигентен. За мене играчи се квалитетни дечки, културни дечки, интелигентни на високо ниво и секој пат се држиме на тоа. Така. Имаш ли добиено понуда која се одбил од друг клуб или не знам, сепак си млад, нели? Има време и за понуди, но досега имаш добиено понуда која се одбил и жалиш за тоа? Па имало и прилично многу интереси, ама за која жалам не. Значи, според мене допрва како да кажам... Допрва доаѓа твоето време. Да. Има време за тоа. Да. Сега, што би избрал? Дали да играш во голем клуб или да си звезда главен во помал клуб? Ајде да те видам сега. Внимавај, од Брера Интересно. Не, според мене, значи најбитно за еден играч е значи да има минутаж, да игра. Сега тој ако е во голем клуб, а седи на клупа, фактички да. А вака и да е во помал клуб, а тој да игра, да има минутажа, тоа според мене подобро. Ме интересира тренерот како размислува на тоа. Па исто за пред се во играчи како што се во развој, сега во прва екипа, така. Мотивација не треба постои кај нив, јас да ги мотивирам, треба постои само мотивација кај нив, бидејќи овие се професионалци, знаат каде се, што се, зошто се овде и знаат сите што не очекува. Ние сме, искрено сакам да кажам, нели, и платени за ова, знаеме дека јас сум тренер да направам тренинг, кои се платени за да играат фудбал. И често знаеме да збориме и во соликувална, добро е што сум во соликувална кај што топ сме на ниво, дечки се феноменални, отворен разговор имаме секој пат, се разбираме едни со други, проблемите ги решавам во соликувална, кој што има си помагаме и мислам дека и затоа дојдоа овие резултати по посебно ниво. Да, кога сме кај резултатите, младинската категорија сте на врвот на табелата. Да, така? На врвот, да. Колку време веќе и што значи тоа еве за Брера како тим, нели, генерално зборувам. Мартин како тренер, Габи како играч. Па добро да кажам, ние 2 или 3 години сме шампиони на Македонија. Пред 3 години бевме 2005 генерација кај што јас бев тренер и игравме лиген шампиони со Сараево. Исто така утакмица кај што сите едноставно се дигна нивото на нашиот клуб бидејќи играш лиген шампиони. Сега исто го прават со мојот колега. Пак се прво место, пак се борат за ова, значи голема работа ова да играш нели млади категории, младински лиген шампиони кај што ги гледаме вечер над преварите лиген шампиони, овие се прв тим, ние сме во млади категории лиген шампиони, значи тоа е рамниште. Многу добро за нив како играчи, за нас како тренер, за клубот е перфектно и поголем мотив нема. Да. Сега кога зборуваме за квалитетот, имав едно прашање за подоцна, но сега ќе ви го поставам. Сметате ли дека е потценет македонскиот фудбал? Па Мартин? Сметам дека е потценет, но пак ќе кажем тоа е заради исто инфраструктура. Бидејќи како што рече, нели гледаме лига шампиони вечер, нели да деме како играчи се брзи. Пример, брзи се. Ако кај нас кога гледаме, нели, ние изгледа бавно. Тоа е до терените инфраструктура. Некни зборов е со играчите кај мене. Нема да трча Габи исто. Примерно може да видиме изјава како тренерот пример на Челси, на Манчестер дава изјава дека на него теренот
требата му е висока 5 мм, 3 мм, 2 мм и сака да биде така искосена, покриена со вода. Условите. Условите се подобри. Значи они ги санират, значи може да видиш висината на тревата и за топката. А например кај нас во Македонија ги немаме добрите услови, ние средуваме на топла вода, се на широка соликувана, средуваме соликувана кај што има телевизор да можеш да им предложиш добро надпревар как да влезат играчите, значи ние таму и затоа изгледа таму по-добро, по-брзо и еве сега кажеме резултат негде баш зборов во соликувано. Гледав Интер Милан и после имаше нели анализа, нели гледаш претрчано имат 11 км, 12, 10. А ние исто како прва екипа имаме GPS, нели, ги следиме, нели, и имаше играчи четворица што претрчаат 13 км кај нас. И сега велам, значи не е до бавноста во фудбалот, или до играчите дека се бавни, или некој тренер не работиме, значи мислам дека само инфраструктура на инфраструктура на услови и на овие квалитетни терени прават своето. Ако имаш услови, многу е поразлично. Кога играш во такви едни услови, еве, постојано ги зборуваме, не се добри условите, што те мотивира? И за судов. Да, и за судов. Да играм, да станам квалитетен, па да можам квалитетен трансфер да направам. Се сведува на менаџерите, значи. Па да, значи тогаш во такви моменти не ни размислуваш каков е теренот, дали има публика, нема публика. Фокусот ти е на фудбалот, на утакмицата, на надпревара да ја победиш, да изиграш добро. Тоа е тоа. И убаво кажа тренерот. И да размислуваш каде во светот. Ама јас тоа им велам си разговараме, кога одиш некаде, пример во било кој клуб, ти веќе знаеш кај е. Сега интернет има, видиш кај е Брера, кај е нели Галатасарај, кај е Вардар, кај е овој, и играчите гледат кај ќе тренираат, ушто услови има, меѓу себе зборуваат, телефониот и сега фудбалскиот свет е многу мал. Така, ние бевме во Дубај на турнир, па дојде некои наши таму да гледат, знаеш, близко е све. Да, и социјалните мрежи. Социјални мрежи и веќе ти треба да мениш чипот дека си овде, моментално си потпишал како тренер и како играч, никој не е на сила. И се решаваш во главата, овде си и работиш тоа што ти е зацртано. За да стигнеш до својот замислен врв. Да, бидејќи алиби кај да си, мислам ти можеш да најдеш како тренер и како играч, кај да си. Има некои зошто сега ова, зошто ова, во секој клуб да си, бидејќи како што рече професионализмот е многу тежок. Да. Сега, кога ќе стигнеш до врвот, што е потешко, да стигнеш до самиот врв или да останеш на врвот? Според мене е да останеш на врвот. Тогаш е најтешко и да се избориш и за место, еве конкретно за фудбалот. Реално е потешко да останеш на врвот. Еве сега сте како младенци на врвот на табелата. Така. Поголема тежина е. Па поголема е. Сега нас мотивација ни е да останеме на врвот. И тоа. И нема друго освен победа. Да, како беше резултатот 6-0. 6-0. Аман бре што направивте. Тренере, дали успехот денес повеќе зависи од талентот на играчот или од врската? Искрено прашање. Двосмислено прашање, да. Видете, значи треба да има талент, нели? Не може например секој да биде спортист, да напомнам нели фудбалер, но мора и многу работа. Едукација и работа, јас некој пат дури им велам, земете книга, прочитајте, видите, нели, се може да научиш. Зошто, например, можно е читањето на книги смирува, знаеме, нели сите. И сега, например, аз како тренер некој има, ако му викнеш 1, 2, 3 пати, веќе го губиш на надпреварот или на тренингот, знаеш, секој има различен карактер. Па треба да балансираш кај да викнеш, зошто да му викнеш, па да не му викаш, па да не го изгубиш, што ти добиваме ние, губиме ние, он добива. Контраефект има. Ние дефинитивно ќе побиеме митот дека фудбалерите не се талентирани овде. Затоа мора, знаеш, да сведе све. Јас сега затоа велам дека ние како тренери повеќе сме и менаџери, нели? Бидејќи нели играч кога играч знае да си земат торбици да дојде на тренинг и чека тренинг, нели? Ние како тренери или сите мои колеги што се треба да изменаџира со домакин за опрема, за масери, со доктор, дали има некој повреден, дали има некој увреден, нели? Оти сега знаеш све има. Сега се многу по-сензитивни. 30 играчи имаш, па нели секој со различен карактер, различно мислење, па да го сведиш тоа на минимум, да нема да биде добро изработен тренинг, да нема некои не добри работи, па кај тренираме, што тренираме, па услови, па зошто нема ова. Бидејќи како што кажав, кај нас например
идеме нели 30 минути пред тренинг, се активираат, има некои нели ролки, еластици ним на работа, имаме физио, кај што се активираат со физио и толку е само пола сата. Например, ако си во врвот на професионализмот, доаѓаш во 8-9 сати. Во Манчестер, ако си и таму си. Идеш во 8-9, доручкуваш, па играш пинг-понг, PlayStation, па активација имаш со еден тренер, втор, трети, си одиш у 5 поручек. Цело работно време. Тоа е професионален Тоа е веќе спортист. врв на Да. професионализам, дека што знамо ти сите го сакат и кај нас има играчи квалитетни кај што го барат тоа, но за жал кај нас го И нема. на крај тренерот кога ќе биде резултатот нели поразителен за вашиот тим, крив е тренерот. Секој пат. Први сме ние на удар. Да. Затоа ние сме на удар. Никогаш не е Добро, овој играч или овој. Да, не, еве искрено за мене лично како тренер, например, секој пат и за тренинг кога и бил сум со помлади категории, со мали дечиња сум бил. Еве со оваа генерација бев пред 2 години, бевме и освоивме дупла титула и купи и првенство. Секој пат гледам неуспехот или некоја грешка ја ставам прво кај мене, да видам јас кај сум работел овој месец, ова недела, да видам да нема прво кај мене, па после бараме кривица на друго место и знаеш што ти на друго место. Да. Ако не, ние сме. Тренерот се на удар, тоа е. Да, знам дека секогаш е така, нели? Да. Клубот не оди на добро, има порази 2-3 поред и автоматски се менува тренерот. Ама тоа е, гледај сега, го има расчистено тоа со мене, со главата и знам дека е така и ќе дава се од себе да можеш да проиш добри партии и едноставно да останеш подолго да се промени, да се промени тоа. Габриел, не те прашувам приватно, не се секира веќе, за социјалните Меѓутоа за социјалните мрежи ме интересира. Добро. Сега некако мода е сите спортисти се снимуваат, TikTok, видеа прават. Да. Колку тоа има влијание на вас како спортисти? Па реално е и за мене ќе си кажам, често ги користам социјалните мрежи, но ако не ги користиш правилно, може да ти го одвлечат фокусот и вниманието. Че мора да се користат правилно ако сакаш да... Знае играч да биде дефокусиран на надпревар? Па зависи, има некој, гледам сега, например, има некој играч нели знае телефон да остави, да нема, некој си игра, например, некој игрица што си игра и, например, ги оставаш, гледаш ти ги смирува работи, ако ти дава на терен, нема што нели пред загревање околу 2 сата со телефон, нели секој си свој карактер. Дали младите сега повеќе сакаат слава и затоа нели сите тренираат и се спортисти, или вистински имаат зацртано цел да станат врвни спортисти? Па Габриел, што мислиш ти? Конкретно е за фудбалот, секој фудбалер сака слава. Нема некој што не сака слава, но до успехот за да се стигне мора да работиш. Ако не работиш, без работа нема ништо. А за тоа дека никој не сака слава, секој сака слава. На секој има убаво. Да. Годи. Кога ќе го споделуваат на социјалните мрежи, кога ќе го видат на ви бараат нешто, автограми, Да. Ќе дојде и тој момент. Покрај сите пожртвувања што ги правите вие како играчи, сепак има и убава страна. Ми спомнавте во неофицијално во разговорот, светот го имате прошетано со фудбал. Да. И тоа е убавина. Па да, значи да го шеташ светот, да видиш, да запознавиш нови пријатели, тоа е нешто, еве конкретно и за фудбалот, запознавањето со нови пријатели од различни земји, од други градови, тоа мислам дека е најдобро нешто. Да. Младинците, ако сега останете на врвот, ако станете повторно шампиони, излегувате надвор. Што значи тоа? Да, исто како пред 2 години кога игравме Лига шампиони, имаш дрбување кај што прво овде околу, мислам, балконот се ждребува и го играат овој надпревар Лига шампиони кај што е многу добар како за самите играчи, за тренер, за клубот. И па кажем добро што клубот не го возможува, бидејќи знаеме дека кај нас сите генерации од на турнири ко Златибор и Србија, Дубај бевме, нели Сараево идеме на турнири. Сме актуелни секаде и тоа е добро за самите тренери, за самите деца. Да, но ја представувате и Струмица и државата. И држава, да. Го носите нашето знаме, а колку се добива поддршка за сето тоа, па ќе кажеме тоа, нека гледаат надлежните и нека решаваат. Да, тоа е нивна работа, наша е на терен, наша е на терен да кажеме, да направиме добри резултати и потоа се оставаме на нив, ова веќе за други, нели, они да решаваат. Јас мислам, па кажеме, од Струмица заслужува да
да инфраструктура, бидејќи сите знаеме. Сите овие клубови да имаат поголема подршка. Дечиња, пример, кај нас имат од младите категории 300-400 дечиња има и во Белајца, нели, другиот тим има во Тиверија. И, например, треба бареме, еве да кажеме, не рефлектори, да имаме ноќен тренинг, уште еден терен да има, соликувални околу. Сето тоа е за мене минимални услови кај што ние како град, како општина, како клубови, како држава може да го обезбедиме многу лесно. Може да се приушти не многу лесно. Некоја инвестиција што е многу. А ќе биде многу корисна за самите деца што се од цела Струмица. Така, нека имаат слух, пак ќе кажем, надлежните на сето тоа што го разговараме и да биде подобро за идните генерации. Тренере, кога сме кај млади генерации, ми спомна 300-400 дечиња тренираат. Да, имаме млади категории, да. Мислам дека две родени, од ние така кажуваме тренерите 2018, 2009. Да. Мислам дека 2018-2019 имам последни генерации што не се веќе 2020. За да тренираат и да се фудбалери. Видите, рековме, нели, фудбалот е најпопуларен искрено спорт, нели? Так. И сите дома кои сака фудбал, дечиња гледаат и сите, нели, имаме дома деца, сите ајде, нели, сакам и прашуваат, нели, Струмица мал град, пријатели, тренери, да дојдат и така почна и групица со 2020, мислам веќе ќе почнат веќе. И тоа е убаво е, добро е. Тоа е во ред, нели, да се има малите, не сте ни млади, малите деца да спортуваат. Меѓутоа колку е паметно, нели, да се форсираат тие дечиња. Сум гледала надпревари, нели, мали деца, не знам, 8-9 години, одат на надпревар, па добиваат медали, па се надпреваруваат. Колку е добро да се форсираат така на тој начин тие мали деца? Видете се, значи, добро е што има деца толку што сакаат да тренираат фудбал, но јас мислам лично, нели, моје мислење е ова, секој тренер, управа, сите си имаат различно мислење, мислам дека во овие категории битно е децата се социализира, детето да биде надвор, како викаме на воздух, да не биде дома, на телефон, да гледаат телевизор, компјутери. Знаеме сега имаме сите проблеми со овие работи и мислам дека до 13 години, 12 треба да биде спорт, рекреација, учење на основни елементи на фудбал и да има надпревари, окей, но бројка, голови, да не се спомна на социјални мрежи, ние како тренери, фаќам од мене, пак ќе кажем, да не биде, например, победиме 5-2 слики, мускули, нели, победивме овој противник, Радович, Гевгелија, не. Значи, треба да ги оставиме деца едноставно да го сакаат фудбалот. Да се гради спортскиот дух. Ние, како родители, нели, да не правиме притисок на самото дете, бидејќи сега, како што видиш, нели, гледаш виде. Да, ги гледам на социјалните. Идеме на превари, идеме, например, тренеро на дете 8 години, нели има тони тренинзи, има крос тренинг, му и кажува неговите задачи што треба да ги извршува во надпреварот, нели. И сега детето ќе влезе и кога ќе иде, примерно, ајде да не кажем кој град сме на утакмица, ќе видат публика, нели, дете 8 години, нели, застанува, готово, застанува и тренери све, и замисли горе на мрежа, мајка, татко, шутни, дади, трчај, замисли што му се случува на дете од 8 години во главата. Тие години најважно е да се ужива. И јас тоа ми е чудно и детето блокира, едноставно блокира. И сега тоа ми беше прашањето, замисли мене како тренер му. Или не, видите, не се пречка, родители. Не може, бидејќи чим некој ти доверува дете 8 години, не може да ти биде пречка, нели. Добро е што имаме што ни ги доверуваат на нас да ги тренираме, нели. Но треба да бидат стрпливи и да остават самото време да си покаже дали ќе дојдат до овој врв, дали нема да дојдат. Да, и дали можеби ние како родители ќе се ставаме јас во таа улога, јас сум родител на дете, имаме преголеми очекувања од тие деца. Мислам дека да. Това е проблем на цела држава, честно. Менталитетот не е таа. Менталитетот не е, например, Роналдо да си. Пак ќе ти кажам, прво дома ги нон-стоп ги оптоварат со информации, шутни, дај гол ти, зошто да шутне Габриел Мардина, не шутне, нели, он даде 5 гола, ќе става слика од дете, јас немам гол да но моето дете како ќе ставам, знаеш? И идат до некои конфронтации и после тренерот има проблем во екипата, нели, на теренот. Пак ќе ти кажам, дете 8 години, 9, 10. Сад татко му одговори трчај или јас тренерот трчај, детето колку може да му пулсира срце за да трчање? 2 повторувања и ќе се измори, нели? И замисли, јас му дам насоки како да игра, одгоре викнат двајца шутни дади, дојде да го застанеш, да кажеш кај сега, он не знае кај ќе биде. Не знае, бидејќи
Неговата глава е префорсирана со информации во еден момент. Еве, јас сум сега со прва екипа, нели има некои шаблони за било што, дадим повеќе од 4-5, тие ќе ти кажеш, тоа шифра многу е, нели? Ако се професионалци, нели, па треба да биде едноставно и прецизно. А не пак кај дете 8, 10, 9 години. Да се знаат или ние како тренери ставиме на социјални мрежи слика, победивме 9-2-8, абе, не да победиме. Што сме добиле ние, не како тренери, дечињата што се добили. Дали ова дете денска ја удра топката 20 пати, 30, 40 пати и повторување да направи, тоа добивам. Мислам дека со тие денешните генерации, генерација на социјални мрежи што се, можеби потешко се работи со нив. Габи? Не кажи, Габи. Како ти беше да порано, сигурно кога почна да играш, нели, уште од мали нозе, како кажа, од 4 години си со фудбалот, не беше исто како и сега? Па не е исто, како што кажи тренерот, значи во тие години можеш само да фактички да уживаш, не да бидеш префорсиран од твоите родители, од тренерот. Ти на 8 годишно дете не можеш ти ништо да му кажеш да дај гол, да шутни, да направи нешто. Да, има разлика, значи фактички јас кажувам, значи почнуваш да играш фудбал од 14 години фактички. Од 14 до 15 години тогаш влегуваш во тој ритам на утакмици, во такво ниво на фудбал. Припреми тренажен процес по вистински, да. А се до тогаш турнири, медали, пехари, тоа тие сето. Тоа треба да биде и детска игра, не? Да, уживање да биде. А не ти да го форсираш, да му викаш дај тука пас да шутниш. А кога е подобро да се излезе во странство, нели сега? Кажавме, се стремиме сите да се направи квалитетен трансфер во странство. Според мене небитно. Ајде да слушнеме, Габи, кога ќе отиде во странство. Кога ќе отидам? Не, според мене идеална возраст или Значи, според мене нема тука возраст. Дали си на 16, 17, 18 или 20 години, значи, според мене нема тука. Според мене, ако играчот е спремен за странство, значи да може да го издржи тоа темпо на игра, тако фудбал да игра, тогаш може да оди. Нема некоја граница старосна, кој што рече Гаврил, бидејќи можеш ти цел примери до 25 години да си во македонска лига, пример да играш во Брера, Рабончивара и може да направиш добра сезона една. Ако не си спремен, а да бидеш спремен и може да идеш пак да направиш трансфер во странство. Да. Разбирам. Морам да си прашам, сепак јас не ги разбирам тие работи. Имам кратки прашања. Ајде прво помалиот малку да го изчешваме, може? Кажи ми кратко, тоа се и брзи одговори. Гол или асистенција? Асистенција. Тоа го одговори. Домашен терен или гостување? Домашен. Утренски тренинг или вечерен? Вечер. Или утренскиот беше подобар, а? Повеќе сила имаше на утренскиот тренинг. Тама вечерно одмарот цел ден. Да не биде поручек од вас. Сум тренирали на вечер на рефлектори, е многу подруго, да. Аха, да се тренира и да се игра на рефлектори, тоа е подобро, да. Не е исто да станеш во 7 саба или вечер да одморен да тренираш. Добро, оправдано. Техника или физика? Техника. Дриблинг или пас игра? Дриблинг. Десна или лева нога? Десна. Надпревар или тренинг? Надпревар. Лига или репрезентација? Тука тешко. Тешко, а? Да не одговараме, да не се навреди тренерот. Победа 1-0 или 4-3? 4-3. Тоа е лошо за мене, имам боли глава повеќе. Тоа е лошо за мене. Да, помирно е. Аха. Вие сте за помирен надпревар? Не, ако беше помирно ги седев дома, нема да се бавам со оваа професија. Да, наистина, не. Добро. Дерби надпревар или финале? Финале. Таму има повеќе адреналин, добро. Строг тренер или опуштен тренер? Според мене строг. Машала. Оправдано. Индивидуална работа или тимска работа? Тимска работа. Притисок или мотивација? Мотивација. Социјални мрежи или фокус на терен? Фокус на терен. Кариера во странство или успех дома? Кариера во странство. Ето. Рековме ние. Менаџерот ќе има работа. Кратко и јасно. Да го прашаме тренерот. И за мене јо? И за тебе има кратки прашања. Ќе ме скокаш овој пат, ќе ме скокаш овој. Ако сакаш нешто индивидуално. Талент или работа? Работа.
Дисциплина или креативност? Дисциплина. Физичка спрема или тактика? Физичка спрема. Сакаш искусен играч или млад талент? Млад талент. Строг пристап или пријателски однос? Строг пристап. Резултат или развој на играчи? Развој на играчи. Зависи од која категорија си. Во прва екипа си на резултат. Во млади категории се развој на играчи. Нормално да ги развиваш, да. Интензивен тренинг или паметен тренинг? Паметен тренинг. Секогаш е за тоа. Интелектуални, паметни. Домашни играчи или странци? Домашни. Да ги градиме. Па не, мислам дека искрено, како што реков, имаме млади играчи кои што се доста паметни и сега знаеш како е кој ќе примерно афрички се земји што ги носат нели кај нас, нели не знаеш како е тренажен процес, како е се било, нели додека се навикна на лига, додека се навикна на услови, нели поминува веќе 6 месеци, ама така наши играчи нели што се од овде знаат кај се одма и брзо се адаптираат и одма почнуваат со работа. Многу подобро е во секој случај. Да, моја мисија. Так, полесно е за нас. Кратки подготовки или долг процес? Долг процес. Победа по секоја цена или фер игра, тренере? Јас сум за фер, да не бидеме, нели, ама победа се е победа. Нека има победа на крајот. Нека има победа на крајот, да. За крај само пак ќе прашам, постојано се вртиме околу поимот професионални спортисти. Ваше мислење, дали кај нас има повеќе вистински професионализам или само желба за спорт? Јас или Габи прво. Ајде, Габи. Реално кај нас. Зборуваме реално. Да. Реално кај нас е повеќе желбата. Значи, ако треба да, како да кажем, да се направи жртва некоја, тоа што фали кај нас во македонскиот фудбал е менталитетот и професионалниот пристап. Тие две работи што треба да се сменат. Да се работи на нив. Да. Тренера? Па јас мислам дека е желба само, бидејќи ако моje мислење тоа, ако нели нас како тренери прво тргувам од мене, нели, и играчи ги ставиме во професионалност како што се големите екипи, јас мислам дека многу тешко играч, нели, наш или тренер може да издржи на овој притисок. Бидејќи таму не си ти, туку таму си според распоред. Зошто ви велам не си ти? Бидејќи добиваш соопштение вечер, те укажуваат утрешно ден цел и нема ти како сакаш или може ли или не може ли ова. Ти си под саат цел ден. И моја мисија е дека ние тука како со овој менталитет, нели, па знаеме да избегат играчи, пивце, карнавали, знаеш, тоа го има и многу ретко би се задржале на врв на професионалност преку цел период или цела сезона или повеќе сезони. Да, ние го гледаме, нели, Роналдо, го гледаме Гвардиола, нели, ама Роналдо во 6 тоа станува да плива, нели. Кај нас е да има услови, играч нема да стане во 6. Го гледаме Гвардиола, мисли нешто, но гледате Гвардиола се и дома и не знаеш во канцеларија што се случува, нели. Сигурно не му паѓа на ум и оде на терен го презентира, нели. Тоа го измислил, значи да го измисли он ова, му треба време, период, подготовка. Така, да. И таму не е како што сака играчот или тренерот. Таму добиваш, нели, имаш новинарски прашања, имаш конференции, имаш прашања за новинари, имаш тимбилдинг, имаш тренинг, тогаш со овој тренер, активација, дефанзивен тренинг, офанзивен тренинг, излегуваш во фитнес сала, во тоа учествуваш, јадеш во тоа учествуваш и се си под програма кај што си само тренинг камп, авион, хотел, тренинг камп, авион, хотел и тешко се издржува. Но и така се постигнуваат резултати. Да, затоа ги има тие резултати, нели, кога гледаме некој како игра, што велат, нели, тој како да се ностоп, да, ностоп се заедно, затоа и тоа така. Имаме уште многу работа ние овде во Македонија. Кога станува збор за фудбалот, да? Не, мислам дека имаме стварно многу работа јас пај кажем, ако има малце подобра инфраструктура, финански дел околу играчи и тренери, мислам оти има капацитет Македонија или Струмица и ние како клуб Брера за уште поголеми да има трансфери, уште поголеми резултати, но пак ќе кажем се сведува на овие работи кои што треба да ги санират други, нели, и мислам дека постои многу кадар од тренери што знаат и умеат да го спроведат, играчи, има деца што се стварно перфектни,
Но за жал, аз пак кажем, ние сме овде, сме се родили и мора да се мачиме да излеземе од овде. Да, но и го гледам овој ентузијазам кај вас и се надевам дека ќе смените нешто во фудбалот, во Струмица, ајде и во Македонија, да кажеме, нели? Да, кога одиме на турнир беше и играч, да не забораваме тоа да го потенцираме. Играше колку години, Марти? Па 10-15 години, видов дека немам плоча за повторување и не можам да трчам и знаеш, немаше да се карам тога со тренер или со директор или со самиот себе си, решив со самиот себе. Или мама и тато да одат таму да кажат, пушти го да игра. Да, нема што да викам, седи дома и ти и јас и да решаваме други проблеми, да. Така, но еве пак си во фудбалот, од другата страна и пак даваш голем придонес во фудбалот. Па да, заљубен сум во ова работа, да. Сакам да бидам во ова работа и исто ќе дам пример, еве, одиме на турнири, млади категории, сите Брера, нели, 10 години, 15 иде по турнири, кога ќе дојдеме 14, 13, 15 години, пример играме со Звезда, Партизан и ние доминираме, ги победуваме, нели. И поскоро кога ќе дојдат 18-19 години, гледаме дека ние таму не може да стапнеме со нив, играат добро. И после велиме што е. И има многу. Тоа е што ти велам тренажен процес, тоа е заедно се играчи во школу, заедно имат период кај што имат одмор, правилен систем на работа. Да, правилен систем на работа. Овде во развојот на талентите дефинитивно имаме проблем ние. Имаме, пак ти кажам, се ова инфраструктура, кога ќе имаме кујна во тренинг кап, кај што ќе има жени кои се грижат за ними тајлишта, пример, основни елементи. Дојден се на училиште, имаме рефлектори сега овде, ќе тренираме во 8 вечер, во 7. За ова време има 7 сата, ќе руче на време, ќе се одмара на време и он ќе биде посвеж за тренинг. Кога ќе дојде на тренинг, со него има 3 тренери, 4. Ние како тренери имаме, нели сега фитнес тренер, кондиционен тренер, тренер за одбрана, тренер за напад, нели шеф на стручен штаб, и кога се собереме сите, излегува и квалитетен тренинг. И така растат играчите и ние како тренери. Јас се надевам дека ќе се направат тие промени, ќе се смени на подобро работата. Ајде да бидеме сите ние оптимисти. Да, и пак ќе кажам, тоа ми е целта на моите подкасти, да малку да разбудиме свеста кај луѓето на кои што треба, нели, да се разбуди свеста, да инвестираат, да вложуваат, затоа што тие млади деца се нашата иднина. Да. Нели, сите ние се гордееме кога сега македонската репрезентација ќе оди да игра во Холандија. Сите ќе бидеме горди. Да, сите ќе гледаме. Да, сите ќе гледаме, но колку сме дали придонес во сето тоа. Вашите идни планови за крај, кажете ми. Габи? Нашите идни планови. Лично за мене сега тука да прво клубот, те чека, кажавме, квалификациите. Да, квалификациите. Па како што кажав, значи ние таму одиме не дека се плашиме дали од Холандија, или ние секогаш играме фудбал и тоа ни е целта и верувам дека ќе го дадеме сите максимумот, да. А каде се гледа Габи после 10 години, ајде кажа? Каде се гледам, како што ми е целта. Значи, мене цел ми е да заиграм еден ден во некој голем европски клуб. Кој? Ја навијам за Барселона, дај Боже да би Барселона, па сега. Значи да те видиме таму еден ден. Дај Боже таму. Не ми кажа омилен играч. Моментално ми е Педри. Моментално? Да. Се менуват работите? Па сега. Иначе зависи кој како ќе се покаже. Да, од секогаш навијам за Меси. Сега да кажем, ево, новите генерации ми е Педри. Добро. Тренера, кои се твоите идни планови? Ќе те гледаме во Брера уште долго време? Да, овде сум, како што знаете, сега ни останат уште 10 кола, кај што се бориме да останеме во лига. И јас како што голема обврска ми е ова, го мислам, го сакам, не само за мене лично, никој пат не сум ставал, го сакам за играчите, бидејќи дадов доста жртва ова година, сакам само заради нив и заради клубот Брера да останеме во лигата, бидејќи Струмица заслужува да гледа и другата идната година, нели, прволигашки фудбал. Так. Овде сум, се надевам во нашата мисија ќе бидеме окей, нема да има некои проблеми, се надевам ќе избориме ова прволигашко друштво да го задржиме, да може да се спремаме и преку лето. Овде сум сега, немам некои планови, некои конкретни, целта ми е да бидам во, нели, овде сега. Прво мора да вратам, бидејќи Брера како клуб ми даде да се промовирам како тренер, да бидам тоа што сум сега, ми го даде Брера. И сакам со ова
довербата да испоштувам што ми ја дадо и тие мене, да ја вратам и се надевам на добри резултати да останеме во лига, потоа лето потом ќе разговараме за едни планови. Во моментот си асистент на селекторот, имаш амбиции селектор? Да. Во моментот сум во U20, да, имам амбиции, секој пат амбиции и планови, секој си има концепт, нели? Не брзам никаде, нели? Полека. Сега сум со Александар Тајански, кој што му помогам во U20, бев, ви рекол, во U17. Прва стација голема работа. Бевме, игравме неколку пријателски со U17, имавме добри резултати и таму сега со U20 е доста посериозна работа, реков, бидејќи таму имаме со сериозни играчи работа. Да, зошто да не, понатаму со искуство, со повеќе работа, зошто да не и тоа. Те гледаме. Да. Те гледаме. Јас би посакувам многу успев, Габриел, во твојата кариера, и тебе тренере во твојата кариера. И се надевам дека во иднина ќе ме бидете повторно гости и ќе разговараме за успеси, светска сцена, не знам, репрезентации, европски лиги. Ќе има уште многу што да се разговара. Да. Ви благодарам и вас на поканата. Се надевам на уште подобар разговор и резултат. Така. Ајде, се надевам на убави резултати, ќе ве гледаме на телевизија, ќе навиваме за вас и вас ви благодарам за вниманието с кое не следевте, се гледаме наредниот подкаст.